години, знаеш како, читајки или слушајки парламентарна демократија, Европа, Европска заедница тогаш, Европска унија попосле, мислиме дека демократијата за час ќе донесе благодет во однос на квалитетно живење, во однос на правата и така што може би првата гарнитура на пратениците албанци која влеговме во парламентот и не знам како се погоди тоа или не верувам дека е случајност, но тогаш се одеше така малку на кадри кои беа поквалитетно со тие што располага албанците тогаш. И нема да звучи веројатно нескромно ако кажам дека бевме, ако не најдобра, една од најдобрите парламентарни групи во 90-ти години. Дури понекогаш ни се поставува прашање кај сте биле вие до сега, не сме ве виделе, па вие дури јас сум имал ситуација шетајки или прошетајки се низ градот, македонец, дали во години или помлад, можам да се поздравам со вас, како не, зашто? И многу отворено ми кажува, со одредени ставови твои не се сложувам, меѓутоа со начинот како настапувате, како ги искажувате ставовите, политички, морам да ви кажам дека така, би се восхитуваме или така нешто, но дали се подобри животот? Во однос на правата, да. Јас не сум нихилист, не би се сложил со тие што обично кажуваат ништо не е направено. Е направено и во Зборувам за тогаш кога се случи 90-та година. Дали и вашите права се намалели или зголемија? Бидејќи мислам дека имаше некои реформи, сум читал дека имало реформи 70 и некоја во во однос на уставот од 74-та. Тогаш кога албанците секаде и во однос на употребата на знамињата, да речеме, после 74-та и наваму, во селата и во градовите каде што албанците живееле во мнозинство, се употребувало и се става, мислам, и знамето албанско и по општините и по училиштата, мислам, институциите. Така што во 90-тите години со новиот устав некако таа работа до 92-та, па 92-та имаше еден договор за употреба на знамето, меѓутоа не со закон. Сакате да ми кажете дека пред 90-та година албанците од тоа може да го истргнат своето знаме? Пред 90-та? Во рамките на Југославија? Во рамките на Југославија, да. Може? Да, меѓутоа во мислам дека 87-ма имаше една сечено право, некои рестрикции во однос на јазикот. За жал влијаеше таа политиката на Милошевиќ. Тој тогаш почна веќе да влијае. Да влијае и во Македонија, веројатно имаше тука и луѓе и политичари кои мислеа, веројатно беа дали сервилни, али некако промотори на една таква политика. Како живеа албанците во Југославија, господин Рамадани? Колку албанци имаше во Југославија на број? Заедно со Косово, заедно со Медвеđe Бојановаc, Македонија, колку албанци живеа во Југославија? Па некаде околу 2,5 милиона. Тука се. Мене многу ми остави печаток химната на Југославија, бидејќи вие како албанци не се споменувате во химната, па јас би го пуштил да жете да ја пусти химната на Југославија.
Ми рековте дека за малку ќе станевте. Добар си и ти сега. Па да, јас понекогаш мора човек да се шегува и со себе, затоа што како се чувствувате сега, значи има настапи? Нашава генерација помина доста години и често пати станавме и на една ваква химна. Како се чувствувавте кога ќе слушате оваа химна, се збори за Словенија, а вас не ве споменуваат, а вие сте над 2 милиона во Југославија? Јас исто прашање го поставив кога се видовме, кога поканем во емисијава, ме прашав дали се чувствувавте како 13-то прасе, буквално како албанци во Југославија. Како не се поединци? Па знаете зашто? Морам да ја кажам дека албанците беа меѓу тие кои во континуитет не се помириле со нивниот статус. За разлика од другите народи во Југославија, кои многу покасно почна, дури кога се растори Југославија, албанците па мислам дека и како Македонија и македонците. Требаше долго време да се свестиме дека нема Југославија. Можеби тука има нешто што може да се извлечи некое оправдување, сепак словенски народи во една Југославија која беше престижиозна во тогашната Европа или во светот, но албанците во континуитет, посебно во Косово, не беа никогаш задоволни со нивниот статус. Меѓутоа, ниту имале политичка сила да можат на тогашна Југославија или на тогашниот Тито да се опонира до крај и да се оди на некоја независност, односно да се направи нешто повеќе во однос на правата и на статусот. Иако мислам дека 68 година е некоја попресвртна година за албанците во Југославија, под кога е првиот универзитет во Приштина, па знамете некој прави, 74-та полна и богами тогаш добра автономија за Косово, и албанците некако во континуитет, барајки низ демонстрации, мислам дека не случајно и се најреперкусирани во време на Југославија албанците, дали по затвори, дали убиени на разни начини. Јас не велам дека и кај македонците не се случува, но имаме такви примери кои малку повеќе направиле за независна Македонија. Како тогаш го објаснувате 1980, мислам дека беше или 81, поправете ме кога грешам, протестите во Косово? Па да, тие демонстрации кои беа доста крвави тогаш. Можете ли на кратко да ни објасните што беше иницијалната каписла, да немаше некоја некој за тоа? Не, мислам дека од кога почна да функционира универзитетот во Приштина и во Косово и веќе почна да се образованието на албанците, високото образование беше една кампања. Немаше семејство кој немаше студент. Во тие години само во Приштина имаше околу 40 до 50 илјади студенти. И нормално, младата генерација секогаш бара промени, таа е пореволуционерна и таа млада генерација на студенти, академци, веројатно содрувајќи се со нивниот статус и со нивните права кои тие веројатно ги бара и со статусот на Косово, и тие тогаш низ демонстрации барале, нивното барање било